Денешната тема ни е телефонската линија Ало Бушевко, која што е позната како СОС линија во рамките на првата детска амбасада Мегеши, која што е формирана во 1993 година и овозможува психолошка поддршка на децата и младите, но се разбира и заштита на нивните права. Повеќе околу самата линија, како рационално да се користи и што нуди повеќе освен она психолошка поддршка која ја напоменав ово утро, слушаме од Клементина Добравска од детската амбасада Мегеш. Добро утро, Клементина, и добро дојдовте во нашето утринско. Добро утро. За почеток, како правилно да се користи оваа линија и што нуди? Напоменав дека нуди психолошка поддршка, но што освен тоа? Правилно, не постои никое правилно решение, секако линијата е отворена за сите, иако, како што споменавте и во самото име на телефонот стои за деца и млади. Практично детската амбасада работи во областа на децата и младите до 18, односно до 26 години, но секако сме отворени за поширокото и потесното семејство во однос на случаи кои што се работат за децата и младите. Така да имаме дојави и од самите деца и млади, но имаме и дојави од родители, баби и дедовци кои што сакаат подобро утре за своето дете. Инаку, како што спомнавте, телефонот постои повеќе од 30 години и од 2021 година е веќе преименуван во Ало Бушевко телефон за деца и млади, затоа што сакавме да ја тргнеме на СОС кратенка за да биде многу по приближно и child friendly до самите деца, да не се чувствуваат дека доколку се обратат на Ало Бушевко дека има некој проблем, туку напротив може да ни се обратат и за било каков предизвик од нивното секојдневно живење. Напоминавте дека може да се јават и родители, баби и дедовци. Тоа значи дека се што е поврзано со самите дечиња и млади може да се, на некој начин може да се искористи оваа телефонска линија и тоа не значи нерационално или неправилно користење. Колку често имаме вакви случаи? Зашто најчесто имаме јавување на оваа линија? Па изминативе неколку години претежно најмногу застапен број на дојави ни се поврзани со менталното здравје на децата, сите видови на насилство, проблеми во семејството, занемарување на деца, дисфункционалност во семејството и онаа категорија на пристапност, дали до образование, до одредени суштински потреби и така натаму, затоа што знаете дека нели се уште имаме дечиња кои што живеат во сиромаштија, така да оваа низа на проблеми се испреплетува низ годините, меѓутоа фокусот секако ни е нели на самите деца и млади, фокусот ни е како повеќе да се ние како јавност, меѓутоа и како детска амбасада Мегеш и сите ние како граѓани на Македонија да помогнеме овие проблеми да се намалат. Се случува ли да се јават некои дечиња или млади кои што и покрај тоа што сакаат да добијат психолошка поддршка, трпат на некој начин и физичко насилство, но од ваша страна нема како да се помогне целосно со оглед на тоа дека е анонимно јавувањето? Па, видете, сите напори на детската амбасада Мегеш како невладина организација, секако се трудиме да помогнеме и да излеземе во пресред на секое дете. Не би рекла дека не можеме да помогнеме. Голем дел од дојавите и не се анонимни, има дечиња кои што сакаат да останат анонимни, секако тука ние пружаме одредени насоки и препораки што би можеле да бидат следни чекори, секако доколку сакаат ние да бидеме дел од тој процес на пријавување нели понатамошно следење на случајот, но секако имаме и соработка со институциите каде што ги пријавуваме сите случаи кои што ќе ни дојават, секако нели секако во согласно со дојавувачите во однос на проблемите за кои што ни се јавуваат. Така да детската амбасада има голем број на представки во изминатово 30 годишно постоење во однос на испратено до надлежните институции, до Народниот правобранител, до сите останати институции кои што се работат во заштита на детските права. Така да ние напорите ги правиме и постепено гледаме како имаме прогрес во однос на заштита на детските права. Секако дека тоа останува да продолжуваме да работиме и понатаму. Секако најважен е самиот прогрес. Пред да се вклучиме, ми напоменавте за некои статистики во однос на минатата година, односно 2023. Како се движат самите статистики во однос на јавувањата? Па можам да кажам дека генерално, конкретно за 2023 година над 300 дојави имаме на годишно ниво, со тоа што имаме
реализирано повеќе од 600 дојави дополнително со дојавувачите. Она што исто така е важно да се напомене дека ние целосно го следиме процесот од почетокот на пријавување до крајот, до завршетокот на случаите, така да тоа е една континуирана врска помеѓу самите дојавувачи и нашите оператори кои што работат во рамки на Ало Бушевко. Имаме поголем број на дојави. Генерално на месечно ниво над 30 повици, иако во летниот период и кога се време на распусти некако стивнува таа бројка, се намалува бројката. Меѓутоа со почетокот на училишната година од септември веќе и бројот на дојави се зголемува, така да тоа е некоја генерална слика. Во однос на статистиката, она дополнително што би сакала да споделам е дека претежно возрастната граница на децата кои што не контактираат или за кого се работат проблемите е некаде од 13 до 15 години, 10 до 12 години, така да имаме и дечиња кои што се прилично во развојни фази, но имаме и проблеми поврзани со кај тинејџерите. Напоменавте околу 30 јавувања на месечно ниво. Од една страна, ќе ве прашам всушност дали тоа е голема или мала бројка, ќе му дојде по едно јавување на ден. Од една страна, можеби таа бројка од 30 е повеќе користење и опуштање на некој начин на оние кои што им треба помош да се јавуваат, но од друга страна пак дали тоа значи дека се зголемува бројката на лица кои им треба помош? Па, ова прашање е за дискусија, реално. Меѓутоа, мене ме радува што низ годините ни се зголемува бројот на пријавување. Тоа значи дека свесноста и кај граѓаните, и кај родителите, и кај самите деца се зголемува во однос на тоа дека потребно е пријавување на случаите, односно на проблемите или предизвиците, за да можат истите да се решат. Не би можела да шпекулирам дали расте бројката, дали е добро или не. Меѓутоа, секако нас не радува фактот да колку повеќе исцрпно гледаме на проблемите и колку ги вадиме проблемите, ги сечеме што се вели народски од корен, туку повеќе имаме простор да се фокусираме на некои други моменти. Меѓаш изминативе години има доста активности кои што ги поврзуваме и со самиот телефон, меѓутоа и со другите активности во рамки на детската амбасада, така што сметам дека сите овие активности некако придонесуваат да ја зголемиме свесноста за пријавувањето на проблемите кај децата и секако да продолжиме во оној стремеж за унапредување на нивните права. Иако целиот разговор не цели кон тоа, при самиот крај да напоменаме вие како представник од детската амбасада, зошто да се јават младите и децата на кои им треба помош, да појасниме дека на некој начин не е страшно и кој е телефонскиот број при самиот крај. Јас ги охрабрувам сите деца и млади и сите оние кои што имаат потреба да разговараат. Може да биде и најобичен разговор од типот за, не знам, какво е времето денеска, сме имали дојави како е настанат светот, па до моменти каде што навистина имаме сериозни проблеми и предизвици со кои што се соочуваат децата, така да имаме оператори кои што се грижат и се достапни 24 часа, 7 дена во неделата за децата и младите. Телефонското бројче е 070-390-632. Благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да кажеме едни вакви важни информации на гледачите. Ви благодарам и на вас на покана. Се разбира, јас ќе ги охрабрам сите оние млади и дечиња кои што можеби не гледаат во овие рани утренски часови, а навистина им е потребна поддршка, психолошка поддршка или пак заштита на нивните права, слободно да се јават на оваа телефонска линија Ало Бушевко, со оглед на тоа дека Ало Бушевко на некој начин е синоним за вашиот најдобар пријател.